Од 7 до 12 август во Доиран ќе се одржи 4-то издание на фестивалот на медитерански и балкански филм Преку езерото во отворениот амфитеатар во Доиран. Цела недела за филмските работници и филмската публика фестивалот ќе понуди богата програма која има и надпреварувачки карактер, а со селекторот на истата Небојша Јовановиќ ќе ве информираме што всушност оваа година нуди 4-то издание на Преку езерото. Здраво! Здраво, Ирена, благодарам на поканата. Како тичат последните подготовки за ова 4-то издание на фестивалот на балкански и медитерански филм Преку езерото? Па течат одлично, во добро темпо. Значи ја завршивме, заокруживме програмата, целата програма која што е вистина богата оваа година на фестивалот. Ќе има повеќе програми, ќе бидат анимирани, односно ќе понудиме програма и за децата, и за младите, и секако и за возрастните, за буквално сите генерацијски слоеви на публиката. Значи, публиката во Доиран ќе може да ужива во разноврсна програма, инаку имаме две надпреварувачки програми. Тоа е сршта на фестивалот, кои што јас ги конципирам. И начално може да кажеме дека во главната надпреварувачка програма имаме 5 филмови од Медитеранот и 15 кратки филмови, исто така од разни земји на медитеранскиот басен. Може ли подетално да ги најавиме филмовите и што е она што сметате дека посебно ќе биде привлечно за публиката што ги следи случувањата на фестивалот? Па посебно што ќе биде привлечно или што е она што го прави овој фестивал уникатен, поинаков од останатите? Така е. Добро, она што е особено е тоа што секако овие филмови доаѓаат првенствено од медитеранските земји, но и една актуелност и еден особен пристап, еден хуманистички пристап, би рекол, кон темите, еден комплетно универзален хуманистички пристап на актуелни проблеми, актуелни состојби во човештвото во Европа најмногу, кои што режисерите им прават, така да кажам, вивисекција, значи и длабоко навлегуваат во овие теми и ги едноставно ги анализираат од еден универзален аспект. Ќе имаме доста куриозитети. Да речеме, да почнеме со главната програма со 5 филмови. Филмот на отворање ќе биде босанскиот филм на познатиот веќе потврден режисер Дани Становиќ. Инаку ова е хрватска продукција, хрватски филм, тоа е филмот My Late Summer или После летото. Филм кој што го истражува, имаме главен лик кој што се обидува да го истражи своето минато, фамилиарно минато и бидејќи има недостаток од таа една, да речеме, татковска љубов, се обидува тоа да го компензира со материјалните добра кои што смета дека треба да ги наследи. Тоа е главниот лик, една средовечна жена, меѓутоа на овој пат таа открива дека едноставно го преживува она што мајка и го доживувала и разбира дека богатството, вистинското богатство го има дома, тоа е нејзината мајка. Една многу човечна, многу онака спуштена, приказна во секојдневието, да речем во тоа медитеранско буквално, бидејќи секојдневие се случува на Медитеранот во Далмација, во едно мало градче во Далмација, и една приказна за обичните луѓе, буквално. Како што се и следните филмови. Потоа би го објаснил филмот Dwelling Among the Gods, тоа е меѓународниот наслов, инаку е тоа Помеѓу боговите на Вук Рашумовиќ, млад српски режисер.
Инаку многу интересна приказна која што се случува во Белград, меѓутоа се зборува на повеќе јазици, на фарси, на афганистански, на српски, бидејќи се однесува на бегалската криза и на една група бегалци кои што транзитираат низ Белград, меѓутоа се заробени бидејќи се случува да еден човек, всушност братот на главната хероина, го загуби на патот, го загуби животот и тие, односно неговата сестра сака достоинствено погребение на незиниот брат. И филмот се случува од тука натака како овие луѓе ќе заглават во лавиринтите на системот во Србија и во лавиринтите на општеството, на општествените спреги. Така да, многу важен филм, кој што ни дава слика за сите последици и сите можни ехоа на оваа бегалска криза. Она што е куриозитет, што нашиот Никола Ристановски остварува една значајна роља, значи една од главните улоги. За оваа улога Никола Ристановски доби значајна награда на последниот најновото издание на Пулскиот филмски фестивал, што току заврши. Да, тоа беше голема вест во сите медиуми. Така е. Јас го најавив и на пресконференцијата, тоа е една брилјантна роља, исклучителна роља на Никола Ристановски, онака како што не сме го виделе до сега. Понатаму би го образложил филмот, следува филмот Anywhere, Anytime или Било каде и било кога на Милат Таншир. Инаку се работи за исто така еден многу интересен контекст, бидејќи се работи за иранец кој што емигрирал во Италија не многу одамна, пред 12 на 13 години и започнал кариера таму. Едноставно ја прекинал врската на некој начин со иранското општество и меѓутоа повторно се зафатил со една приказна која што силно реферира на бегалската криза, на всушност на онаа емиграција која што се случува од било какви причини кон европските земји. Следиме во овој филм еден емигрант од јужно од африканските земји, кој што се обидува да преживее во Италија, во еден во Торино, северен град во Италија, во сите тие услови да преживее со својата честност. Едноставно со својата честност, така како што е воспитан со неговите вредности, постојано се бори со тоа и излегуваат препреки, едноставно многу лесно е мотивиран да направи нешто друго, едноставно страда да преживее со неговите крајно честни намери да заработи преку еден точак кој што сам ќе го купи со позајмени средства, филм кој што силно алудира, односно кој што е инспириран од познатиот италијански филм Крадливци на велосипедите на Виторио де Сика, дел од италијанскиот неореализам. Една силна екзистенцијалистичка приказна. Би сакал да го споменам исто така и грчкиот филм Мит или Месо на Димитрис Накос. Инаку ова е филм кој што исто така е доста актуелен и ни слика една приказна за едни обични луѓе во едно грчко село, кои што се буквално вклештени во последиците, помеѓу последиците од коруптивниот менталитет. Се случува едно убиство кое што некој сака да го зацкрие, некој сака да го расчисти, така да силни емоции се прекршуваат преку овие ликови. Еден многу моќен филм и во однос на филмската нарација и во однос на филмскиот израз. И на крајот, последниот петти филм од главната селекција е Little Trouble Girls, инаку Малите палави девојки би го превеле. Тоа е многу ни е драго што го имаме овој филм, бидејќи за прв пат имаме словенечки филм, словенечка продукција. Одамна не сме гледале добар или така, да, исклучителен словенечки филм. Инаку е на една млада режисерка, жена режисерка, на Уршка Џукиќ. И тоа е филм кој што е прилично важен, би рекол, бидејќи се бави со
ја истражува сексуалноста, поточно сексуалната наобразба и сексуалните пориви на многу млади девојки, буквално нели во преминот од млади девојки кон тинејџерство и едноставно овие млади девојки и млади луѓе се ставени помеѓу вредностите на црквата и религијата, таму ги бараат одговорите и образованието. Многу важни општествени сегменти кои што овој филм истражува дали се доволно добро поставени, дали нудат доволно одговори на прашањата кои што неминовно им се поставуваат на овие млади девојки. Така што навистина исто така би рекол силен и ангажиран филм, многу добро, многу суптилен филмски јазик во кој што ќе ужива публиката. Она што би сакал да го кажам дека сите овие филмови, значи програмата се ја концепирав така да по повеќе, сакам да кажам, по повеќе основи, по повеќе диагонали. Особено размислував на фестивалот и до иранската публика и на таа атмосфера и сметам дека оваа програма ќе понуди една силна динамика и навистина ќе ги привлече сите генерации, целата публика во Иран, сите присутни таму и сите оние кои што специјално ќе дојдат на фестивалот. Се работи за референтни филмови, артхаус, уметнички филмови кои што нудат силна филмска уметност. Меѓутоа, во исто време, актуелни теми, ангажиран пристап на режисерите, теми за кои што ќе се зборува и на фестивалот, и потоа и веќе се зборува нели за истите, и една би рекол атракција под тоа прекрасно отворено небо на отворениот амфитеатар во Стар Дојран. Да, и уште би надополнил само да не заборавиме дека кратката програма е исто така натргувачка, се работи за меѓународна кратка програма на кратки филмови, која што ќе биде составена од 15 филмови од различни земји, во кои што се вклучени и два македонски филмови, многу интересни, и една копродукција со Македонија, значи српски филм со Македонија, така што кратката програма е исто така исклучително силна, немаме простор да ја образложиме. Но еве, кога сме кај програмата, би сакал исто така да го истакнам моментот дека долго размислувавме како ќе се затвори, кажавме како ќе се отвори, како ќе се затвори ова издание на фестивалот и бидејќи сме буквално скоро на границата, знаеш Ирена, и самиот амфитеатар е да речеме на не знам колку метри од границата или километри, ние сметавме дека, како и секоја година, дека мора да имаме дел од грчката филмска продукција и да имаме нешто што е голема атракција и за тоа се одлучивме со директорот на фестивалот Јани Бојаджи да го имаме и го обезбедивме филмот Стелиос на грчки Пархо или Постојам на познатиот грчки режисер Јоргос Цемберопулос, во кој што играат големи познати грчки глумци и глумици и кои што ќе биде атракција, тоа е еден би направил паралела буквално грчки Тома. Знаеме што се случуваше по кината тука и тоа истото се случува во Грција, значи се работи за една музичка филм биографски за една музичка легенда, буквално паралела на Тома во Србија и мислам дека ќе биде овој филм атракција и за публиката во Македонија во Дојран, но и за публиката преку границата, веќе се работи за културолошки еден компактен регион, каде што границата е некако како наметната, така ја доживуваме, нели? И очекуваме публика да ни дојде и од преку границата, буквално за да го оправдаме и името на фестивалот преку езерото. Да не заборавиме да потсетиме и да потенцираме дека и оваа година традиционално ќе биде доделена наградата Мито Јовановски, а годинишниот лауреат е познатиот актер со македонско потекло Лазар Ристовски. Да, ова е многу важен момент за фестивалот. Лазар Ристовски е добитник на највисоката награда. Секако заедно го одлучивме тоа. Апсолутно е заслужено. Лазар Ристовски за прв пат добива вака висока награда на еден филмски фестивал во Македонија
и го знаеме неговиот актерски опус. Тој ја добива секако наградата за неговото актерско дело, иако неговата кариера е богата и тој влезе во водите на продукција и на режија исто така, особено на продукција, помагајќи исто така и на млади автори. Меѓутоа, Лазар Истовски ќе го имаме како специјален гостин, не само што ќе му ја врачиме наградата, туку тој ќе биде присутен и за публиката, за прашање и одговори, и за медиумите, и тоа е еден голем ексклузивитет, што Лазар ќе не почести со неговото присуство. Благодарам за одвоеното време, за можноста да ги информираме нашите гледачи подетално за програмата на четвртото издание на филмскиот фестивал преку езерото. Ќе посакам успешна реализација на ова издание кое што сега не очекува, многу посетеност и многу задоволни посетители и учесници на фестивалот. Верувам дека ќе биде така и дека ќе се видиме во Дуеран, Ирена. Се надевам, благодарам.